издание на Екипа ТВ разговараме со новопромовираниот селектор на македонската ракометна репрезентација Данило Брестовац. Пред многу кратко време беше неговата промоција. Данило Брестовац инаку е и се уште актуелен тренер на ракометниот вице-првак на Македонија Металург. Со него ќе поразговараме за тоа зошто мисли дека е најдобро решение за селекторската позиција во македонскиот национален состав и што мисли да прави со репрезентацијата која има серија клучни надпревари предстојнава пролет. Данило, добро дојдовте во Екипа ТВ. Добро време. Не знам дали го имате тоа чувство, меѓутоа некако вашето именување за селекторската позиција дојде со една општа еуфорија околу вашата прифатеност во јавноста, па и во медиумите за тоа дека вие сте изборот за селекторското место. Зошто вие го заслужувате токму ова место? Не знам, затоа што имам 110 настапи за репрезентација. Можеби за тоа што сум прв капитен на Варда што го има дигнато пехарот по првото освоен куп и првенство. Можеби за тоа со една постара генерација што меѓу помладите играв на едно европско и светско првенство. Можеби за тоа што 6 години настапував во француската најдобра лига, можеби затоа што бев најдобар голман во Франција, во една конкуренција на Тери Омер, Бруно Мартини, Годан, великани на францускиот ракомет. Можеби затоа што мојот рекорд на одбраните удари 9 години не можеше никој да го симне на тие простори. Го симна актуелниот голман на Шамбери Јан Жанти, кој го тренирав. Можеби затоа што сум меѓу првите мастер тренери во Македонија. Можеби се против затоа што 2 години работе во Шамбери како помошник Невица Обраман. Можеби се против затоа што 5 години работе со Лино Червар. Не, никој не е против. Не, сакам да кажам дека може се скептици, не знам, затоа што 7 години сум бил помошник тренер. Не сум некој во Македонија да бил некој 7 години помошен тренер. За мене тоа е едно огромно искуство, сум учил од стварно врвни тренери, од една школа која ја одбележале последните децении најдобри тренери хрватски по мене. Каква е вашата визија за македонската репрезентација? Вистина е дека немате многу време со оглед на тоа дека веќе престојат надпревари и тоа тешки и значајни околу пласманот на следното големо надпреварување. Што може вие да внесете во овој момент како новитет? Ќе ризикувате ли со внесување новитети и како конечно ќе го правите она фамозно подмладување на репрезентацијата ако го доживувате како некаква работа која треба така да се прави на тој начин? Јас сум спремен да ги повлечам тие потези. Јас, за разлика од вас новинарите кои малце сте, како да кажам, малце нестрпливи сте, вие сакате се преку ноќ и по надписите што ги читам. И ова исто како и Металург, ова си носи своја тежина. Јас не можам да очекувам, јас не можам право да предвидам тие промени што ќе ги направам како ќе влијат врз постарите играчи. Како тие постари играчи ќе ги прифатат овие некои нови клинци. Знам дека ќе има проблеми, знам дека со овие играчи што разговарав, со капитенот Лазаров разговаравме по телефон, имав можност до сега и со Столе Студов да поразговарам малку. Сите се да, во право си, но дали е сега моментот да се направи тоа? Кога ќе биде тогаш моментот, затоа што кај македонските репрезентативци овие повозрастните кои вие ги споменувате и на светското првенство кога бевме сега, се гледаше таа нишка на незадоволство дека на светско не можеме да правиме сега баш експерименти со нови играчи кои не можат да понесат товар. Јас мислам дека и идеален период е овој сега. Ќе ви кажам зашто. Затоа што после киксот со надпреварот против Грција, значи нас во цела некоја моја математика ќе ни биде доволно може и една победа и 2 победи. Значи од 4 надпревари нас ни се потребни 2 победи. Јас сум спремен малку и да ризикувам. Јас ќе ги замолам постарите играчи да имаат трпение. Прво да видиме со што располагаме, да ги споредиме нашите играчи што ни се во план да ги одиграат овие квалификации за европското првенство. Дали имаме ниво? Ако увидиме дека нема, направиме анализи, што треба после тие квалификации да направиме, дали ќе треба во јуни месец да го замолам Миркуловски, да го замолам, не знам,
други постари играчи, да не именувам сега е Филип Мирковски доволно, да го замолам Филип Мирковски да ни одработи уште 2 надпревари со Турција и со Грција, да не пласира на тоа европско првенство, ама да идеме на европско првенство, да идеме подмладени, резултатот да го трнеме на страна и да видиме кои ни се вистинските квалитети, вистинските можности за периодот или за годините кои следат. Што значи за вас резултатот да го тргнеме на страна? Ние сега го сме 15-ти на светско првенство. Послаб резултатот тоа да очекуваме? Не може да очекувам ништо затоа што не ја знам можноста на македонските играчи. Дали вие знаете, и Танковски во една изјава кажа дека лани сите имале минимална минутажа. Сега гледаме дека Танковски како еден поединец, не знам, 11 голови со стел, викаме дека не е добар. Имаше интерес од Динамо Букуреш да го купат, кој е учесник во Лигата на шампионите, Порто, Данкерк. Ние го носим на светско првенство на големо надпреварување, каде што он игра лево крило. Они се заинтересирани да го купат како среден или како лев бек. Они се спремни да го купат ако го видат дека Танковски има една минутажа во моментот позади Филип Кузмановски, позади Талевски, каде што он има една добра минутажа, каде што добро игра, и они сигурно како млад еден талентиран играч би го земале, би го подигнале на едно повисоко ниво во француското првенство и со сето тоа не би имале ќар. Но со сите овие решенија и одлуки што беа во изминатиот период, ние за вакви играчи клубовите што се заинтересирани го губат интересот. Колку време ќе ви треба како еден процес повеќе годишен за да ја доведете, за да ја исполните својата визија за македонската репрезентација? Па не можам да ви дам одговор. Јас пак ќе кажам, со согласност од постарите играчи, ние пак имаме една добра база. Талевски, Кузмановски веќе имаат доволно надпревари. Дејан Манасков, тука е во таа база. Столе Стоилов, Жарко Пешевски. Зборам дека не може да кажеме дека се тие како постари играчи. Тие се во низрели години. Зборам за Дејан и за Столе. Тука се овие младите 9600 позади нив има едни големи надпреварувања каде што и они имаат една убава улога си имаат. Треба да бидат спремни да повлечат и они. Тука е Кирил Лазаров, кој треба да биде свесен дека се тоа е природен процес, кој во разговорот со него навистина ми звучеше позитивно. Позитивно затоа што, можеби затоа што ќе знаеме каде одиме. Позитивно дека треба да се направат веќе некои промени и баш еден прво што се слушаме прво рече уште колку мислиш да ме викаш. Што значи тоа? Значи полека не мораме да создаваме играчи кои ќе го заменуваат Кирил Лазаров позади него. Можеби не на некој големо надпреварување, но на тие некои квалификацијски надпревари против Грција и Турција. Можете ли вие како селектор да создавате играчи? Тоа е едно од главните прашања за тоа што играчите растат сепак во клубовите. Во репрезентацијата доаѓаат најдобрите и вие ќе се соочите со тоа. Ќе ви требаат најдобрите во моментот за да ја остварите целта. Ќе сакате да одите на европско првенство. Нема да ризикувате со некој кој нема доволно искуство во клучни моменти да преземе одговорност. Јас не му контрирам ни на председателот со неговата одлука, нити вас како новинари, пошто имаше, мислам дека тоа некој мислење можеби му го изградија и медиумите, затоа што се бараше тренер професионалец. Тренер професионалец со 35 работни дена во годината, мислам дека за Ракомет како, ова е моје мислење. Така. Мислам дека повторно ќе кажам, ова е моје мислење, значи нема ништо со ставот на председателот, со мојот газда и со мојата председателка, значи ова чисто мој став. Многу подобро ќе беше да јас останем во Металург, значи јас го дадов зборот, јас ќе се повлечам во јуни, тоа што договорим, тоа си стои. Него јас ќе кажам една друга опција. Дали ќе беше можеби подобро да не останеше во Металург уште година-две, да ги има комплетно под контрола овие млади потенцијалните, што би рекле, или би кажал во моментот можеби берецативци, некои од нив ќе бидат арепцативци. Ние мораме да направиме повеќе такви генерации, за да можеме од таа генерација, од сите тие генерации, да вадиме по 2-3 квалитетни играчи за кои би не обслужувале во арепцацијата. Не викам дека тие би биле најдобри играчи, најсовршени. Со тие играчи ние би можеле да ја затвараме или да не обслужуваат во дадени моменти во арепцацијата. А за нешто поголемо, навистина ќе треба еден подолг временски
И доаѓаме до оној одговор дека јас мислам дека за да создадеме една врна репутација ќе ни треба од 6 до 8 години. Моје мислење. За крај, ќе ја гледаме ли Македонија на следното европско првенство? И ја треба таму да ја одведете? Јас сум сигурен дека ќе играме, ќе настапуваме и дека таа репутација би требала да добие еден подруг лик од она што се навикнати сега. Иако ќе кажам дека временскиот период е многу краток, се надам дека со оваа свежа крв дека ќе ви се допадне во оној правец на кој што сме тргнати до сега. Ќе ја гледаме ли Македонија на следното европско првенство? И ја треба таму да ја одведете? Јас сум сигурен дека ќе играме, ќе настапуваме и дека таа репутација би требала да добие еден подруг лик од она што се навикнати сега. Иако ќе кажам дека временскиот период е многу краток, се надам дека со оваа свежа крв дека ќе ви се допадне во оној правец на кој што сме тргнати до сега.